Од студиото програмата ја пренесуваме на терен, бидејќи следен кој што ќе разговара кој што ќе се вклучи во утрински брифинг е градоначалникот на ЧАИР, господинот Висар Ганиу, а со него разговара колешката Елизавета. Елизавета, доколку се слушаме, повелете. Добро утро. Како што каже самиот, денеска на линк го имаме градоначалникот на општина ЧАИР, Висар Ганиу. Добро дојдовте во утрински. Добро утро. Имаме интересни теми за разговор. Изминатиот период општината беше навистина актуелна и разработена, јас би сакала да кажам. Меѓутоа, на почеток би почнала со една тема која што е се уште актуелна. Коронавирусот и последиците се уште ги чувствуваме сите. Општина ЧАИР беше меѓу првите кои што започна да ги повикува луѓето да останат дома преку едно комбе со разглас. Имаше ли тоа некаков плод, вроди ли со плод, дали послуша, дали беа послушни граѓаните со оглед на тоа што сега во моментов е трета општина по број на заразени во Скопје? Па мислам дека имаше плод и впрочем и тогаш бевме едни од општини што најмалци имавме, значи заразени со вирусот. Така што освен комбето ние што го имавме тука, почнавме и со сите други мерки што беа неопходни и мислам дека сите мерки што ги преземаме беа на време и на време превземани, но секогаш усогласени значи со сите значи од владава рекомандирања што ни ги испратија. Така, полицискиот час се укина, меѓутоа се уште имаме препораки кои што треба да ги почитуваме, задолжително носење маски и останато. Дали општината им помага на граѓаните да обезбедат, бидејќи сепак има граѓани кои што не можат да ги обезбедат со оглед на тоа што треба постојано да се носат? Да. Сигурно дека им помага и ние сме едни од ретките општини каде што 15.000 маски, значи ги споделивме со граѓани и со сите тие луѓе што се во прва линија, значи со пожарникариве, медицински лица, полицајциве и така натака, и мислам во тој дел никогаш општинава не штедела на наводници, него го правило обратно само за да биде во функција на здравјето на нашите граѓани. На социјалните мрежи бевте доста повикани како општина во изминатиот период, односно за време на рамазанските пости и празникот Бајрам, дека не се почитува полицискиот час. Каков е вашиот став во врска со тоа? Не би рекол така, бидејќи рамазанскиот пост траеше еден месец и можам да кажувам за последните 2-3 дена што беше актуелно тоа. Иначе другите денови ја ви тврдам дека генерално сите граѓани го испочитува и полицискиот час и сите мерки што ги превзема општинава, но овие последните 2-3 дена, значи не е само општинава што требаше да превземе мерки, но стварно некако како омекна мерки од сите институции, па тоа го осетеа граѓани и можеби имаше граѓани што во тој момент го искористија тоа и можеби искочија од тие протоколи што беа предвидени. Доаѓајќи навака го забележавме бетонскиот зид кој што го постави општината на улицата Цветан Димов, ако не се лажам. Зошто поставивте ваков бетонски зид и дали конечно се гледаат резултатите од неговото поставување, односно да не се претрчува преку улица? Да, сигурно дека се резултативе се евидентни, граѓаниве се многу задоволни. Впрочем, и секој кој поминува на таа улица, порано требаше 25 до 30 минути да се поминува. Значи сега идеме на 2-3 минути, највеќе 5 минути се поминува таа улица. Треба да нагласиме дека е најфреквентна улица во Македонија. Од другата страна таму имаме 3 основни училишта и една градинка, што ние највеќе тој бетонски бариери ги ставивме само за да ги осигуруваме нашиве деца и на тој начин мислам дека безбедноста ќе биде многу поголема. Сега децава не ни идат во школа, али јас сум убеден дека и сега резултатите се евидентни, но кога ќе почнува и функционирањето на школа, ја мислам уште поголеми ќе бидат и поевидентни овие резултати. Како што кажав во најавата, бевте активни и разработени изминатиот период, се случија и некакви инфраструктурни зафати, може ли да ни кажете за што се работи? Па да, ние иако што бевме офатени со кризава, знаете и вие и сите, бидејќи таа криза сигурно дека влија и во наша општина и тоа осетливо се осеќа.
но ние имавме градежни работи што ги отпочнавме порано, некои што ги веќе беа избрани оператори и почнавме да работиме, така што во истото време ние работевме значи на изградба на новиот кружен тек во улица Втора македонска бригада, каде што работните действија се при крај. Исто така познатата пластичарска улица сменивме целосна конструкција, го расширевме, значи уште за една лентна колона за возење, плюс стварање на нови услови, тротоари, па покасно и велосипедска патека. А исто така паралелно работевме и доста интензивно и на изградбата на новата трибина во Чаир, во спортската сала, исто така во основното училиште Конгрес и манастирит. Значи имавме голем број на капитални проекти што ги започнавме и се при крај на извршување. Значи во овој период што ние сигурно и би го нарекал кризен период, но навистина на овој дел мислам дека не изостанавме назад, него работевме цело време на овие проекти. Така, меѓутоа не спомнавме и Христијан Тодоровски Карпош, булеварот Христијан Тодоровски Карпош, кој што исто така го работите и заедно со градот Скопје. Да, значи булеварот Христијан Тодоровски Карпош го работевме со градот Скопје и нормално дека овој булевар многу ќе го олесни движењето на сите возила и пешачи во нашава општина. Исто така заборавив и да нагласам дека вчера завршивме и со работни действија на кракот на овој булевар, каде што значи сменивме целосна инфраструктура подземна и го асфалтиравме патот. Критиките на граѓаните се секогаш тука нели да не мотивираат повеќе да работиме. На социјалните мрежи повторно се појавуваат критики дека иако е проширен булеварот Никола Карев, познат како пластичарска улица, дека повторно таму се паркираат возила и ефектот не е добиен каков што би очекувале сите. Дали планирате некаква изградба на гаража, катна гаража, подземна гаража? Па знаете дека таму се предвидени, значи со маркица, две нови катни гаражи, но уште не сме ги поминали сите детални планови, бидејќи таму исцрпуваат доста измени и кога ќе ги поминат тие детални планови, ние со градот Скопје, бидејќи градот Скопје го менаџира на таа улица, заедно значи ќе почнуваме постапка за изградба на овие две катни гаражи. До тогаш ние сме свесни дека нема да биде целосно 100% ефектот од ова проширување и значи и инвестирање подземна инфраструктура и расширување на патот, но во моментот граѓаните немаат друга солуција. Таму имаме и мали и средни бизниси кои не би сакале да ние сега да им попречиме и навистина во иднина заедно сме имали неколку состаноци со граѓаните таму, заедно со градоначалникот на град Скопје ќе го решаваме и овој проблем што навистина е неопходен. Кога може да се очекува конечно решавање на проблемот? Све зависи, значи деталните планови сега се во град Скопје, значи во комисија, после треба да поминат во транспорт и врски. И се зависи сега од другите институции, од нашава страна, значи веќе се поминати. И уште едно прашање за крај, кој што верувам ќе ги интересира гледачите на утрински брифинг, кои што се жители на оваа општина. Дали општината работи, функционира нормално, работното време дали останува исто, дали работат сите сектори за оние кои што имаат потреба да дојдат и да завршат некоја обврска? До сега работевме малце со пократок време траење, но сега од понеделник со полн капацитет. Иначе и до сега сме работеле, но со помал број на вработени внатре, бидејќи сите мерки што ги превзема владава, ние ги испочитувавме и тука имаме вработени каде што навистина имат деца помали од 10 години, па и други мерки што беа неопходни, например, ако имат хронична болест и така натака да ги ослободуваме, ние ги ослободувавме, но од понеделник пак ќе ги почитуваме сите мерки што ги превзема владава а од другата страна, значи ние сме функционирале редовно, но мислам дека сега и со полн капацитет ќе функционираме и ќе делуваме во општина. Градоначалник, јас ви благодарам за денешното учество во Скопски агол на утрински брифинг. Се надевам дека ги одговоривме оние важни прашања кои што се во интерес на граѓаните. Благодарности и до вас и до посетата што ја направивте во наша општина.